Земјоделците од Струмичко ја почна есенската сеидба на житните култури. По последните врнежи од дожд им одат во прилог и временските услови. Слободан Спасов од Струмичко Велјуса планира оваа година да засади околу 2 хектари под житни култури, исклучиво за домашни потреби, бидејќи за продажба производството на житарица не е исплатливо. Таа година планираме ние да садим негде 10 декара ечемен и жито 10 декара, 20 декара да садам ечемен. И жито и ечемен купно 20 декара да има. И секоја година со стока се занимавам и морам да имам за стоката заред, да имам слама, да има, нели, да има жито и чемен, чиничка, после чиничка садма пролетта. Да, за домашна потреба и за стоката нешто да има. Се употребува и брашно, нели, да кажем, жито, ќе однесеш. А за продажба? За продажба не продавам днес. Спасов не е единствениот што оваа година ќе засади житарици за сопствени потреби. Тврди дека повеќе негови колеги одамна се откажа од производство за продажба. Вреки ѓубре 1000 динара. Јас сега да фрлям пролетта. Да кажем 10 декара, треба да земам 10 вреки. Тие се по 1000 динара, 3,15, тие се 10.000. Има уште 10 декара, 20 вреки треба да дам. 20.000 треба да дам пари. Ими за 20.000 јас ќе купам 5 тона жито. 7 динара, 8 динара ако да треба. По имам рачун тие 20.000 што ќе ги дадам за ѓубре, ќе земам 3 тона жито. Дека во Струмичко се намалуваат површините под фуражни култури потврдуваат и агроекспертите. Тамо каде што имаме производство на житни култури заради продажба, заради профит, значи тоа барем сега како што се цените на самата пченица, мислам дека ќе почнат да се намалуват. Имаме ние и друг проблем. Проблем е тоа што имаме прилично ниски преноси. Во отсуство на официјални бројки, издруженијата тврдат дека под житни култури оваа година ќе има околу 3000 хектари, што е за 50% помалку од пред 10 години, кога во Струмичко житариците беа застапени на околу 6000 хектари.